Значи ни беше задоволство денеска да разговараме на теми на кои вообичаено политичарите не говорат. Во Македонија се смета дека политиката секогаш треба да се занимава со некои крупни теми и крупни кавги, а при тоа забораваме на темите кои живот значат на многу луѓе. Македонските граѓани сакаат да спортуваат, македонските граѓани сакаат да имаат и чиста средина околу себе, голем дел од македонските граѓани сакаат општеството да биде хумано, не само кон луѓето, туку да биде хумано и кон средината околу нас, особено животните. Сите анализи, сите светски искуства покажуваат дека насилството во општеството расте ако насилството кон животните е дозволено. За жал, во Македонија тоа се случува. Гледавме во изминатиот период грозоморни слики на убиства на животни пред очи на деца. Сите психолози велат дека ако децата гледаат такво насилство и кон животни, дека и тие самите стануваат поагресивни и понасилни. Во македонските училишта деца се тепаат. Едно дете ни погина во една таква тепачка. Не смееме да се чудиме како дошло до тоа, туку треба да направиме нешто за да го спречиме таквото насилство. Социјалдемократскиот сојуз во својата програма каже дека Македонија треба да биде поправедна држава. Ако сме праведни кон луѓето, треба да бидеме праведни и кон околината околу нас и кон животните, и заради тоа треба да се смени принципот и пристапот во овие теми. Ова не е тема која што ги засега само оние кои чуваат домашни миленичиња. Сите анкети покажуваат дека најголемо мнозинство на граѓаните сака хуман третман кон животните. Меѓутоа државата за жал до сега не сторила ништо и ние превземавме некои обврски дека тоа ќе се промени. Ќе направиме консултации со овие здруженија после 5 јуни се разбира, за да се промени законот за благосостојба на животните. Ќе почнеме разговори околу воведување на законска регулатива за корисниците, оние кои што чуваат домашни миленичиња, и дефинитивно ќе побараме од државните и локалните институции да прекине нехуманиот третман врз кучињата скитници. Тие се представуваат опасност за населението, затоа што државата не си ја врши својата работа. Токму поради тоа сметаме дека затвореноста на вардариште, недозволувањето на невладините организации да влезат во оваа институција која е од јавен карактер, немањето никаква контрола на начинот на кој што се трошат парите и начинот на кој се третираат животните е недозволив. И тука сметаме дека Македонија е подготвена и бара навистина голема промена во политиката. Ако велиме дека насилието треба да го изфрлиме од македонските улици, навистина треба да бидеме подготвени да го спречиме и насилството врз животните. Денеска се собравме Сдруженијата за заштита на животни на средба со господјата Радмила Шекеринска, бидејќи претходно доставивме една предлог програма која би сакале да ја видиме во програмата на која сакавме да видиме програмата на политичките партии, бидејќи сакаме да действуваме институционално на одредени проблеми кои се јавуваат во оваа држава, и мислиме дека дел од прашањата кои нас не засегаат и кои ги засегаат граѓаните на Република Македонија се од политички карактери и е неизбежно да се произнесат политичките партии по однос на овие прашања. Нас ни е многу драго затоа што најдовме на ваков срдечен прием и првпат некои од политичките партии покажа интерес и пројави желба за понатамошна подлабока соработка и за јакнење на заедничките капацитети како и на здруженијата, така воедно и на државата во однос на овој невладин неграѓански сектор кој е моментално на многу ниско ниво. Ние досега не наоѓавме соработка од постоечката власт, иако многу пати упатувавме и на погрешната проблематика која се спроведува околу стационарот Вардариште и околу воопшто на насилие што се спроведува врз животните, а што дава една груба слика на една нехуманост и на една нецивилизираност кон која тежнееме и кон која водиме. И работата стигната до таму што подхитно треба да се преземат некои мерки за да фатиме еден европски тек во решавањето на овие проблеми. Има еден огромен дел од граѓаните кои се засегнати од овој проблеми, кои на наше задоволство најдоа место и простор во програмата на СДС и мислиме дека во иднина ќе се спроведуваат онака како што се ставени во таа проблематика, ќе се третираат соодветно.